На конкурсот за идејно решение за нов грб и знаме пристигнале 24 идејни решенија, од кои избрани се 4 кои ги исполнуваат одредените критериуми, а тие се да имаат стилизиран приказ во кој ќе се употребени символи инспирирани од историјата, традицијата, културното наследство, природните реткости, географските карактеристики, обележјата, како и други особености на општина Пробиштип. Значено е и тоа да ги содржат културно-историските споменици во општината, спортско-рекреативниот и туристички центар Пониква, обележја за индустријата и стопанството во општината и природните богатства. Задолжително треба да го има урнекот со штети круна приложен на интернет страницата на општината, како и венец од 2 гранчиња и панделка. Што се однесува до изгледот на новото знаме, на авторите е оставено да ја воспостават символичната врска со грбот, но да не представува негова целосна копија. Имавме комисија составена од 7 членови, 50 надворешни членови, имавме и хералдичар во таа комисија, председателот на Хералдичкото друштво на Република Македонија. Тој ги посточи сите правила, ни образложи како треба, имаше и други стручни лица и ги одбравме овие 4 кои што сметавме дека се најкомпетентни, дека најмногу ги задоволуваат оние услови кои што ние ги баравме. Кој од 4 избрани идејни решенија ќе се користи во иднина, односно како ќе изгледаат грбот и знамето на општина Пробиштип, ќе се знае кон крајот на октомври, кога ќе заседава советот. Манасов се надева дека конечно сите советници ќе донесат едногласна одлука, пошто и официјално општина Пробиштип ќе добие грб и знаме согласно науката која се занимава со изучување и опишување на грб и знаме на одредени држави, градови, општини или во минатото позначајни благороднички семејства.